Благодарам, председателя. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, во однос на амандманот кој што го имаме поднесено и низата на амандмани кои што ги имаме поднесено во ова област, сакам накратко да продискутирам и да се надополнам на ова што претходно го кажа колешката. Во однос на амандманот кој што секако за вас е неприфатлив, а станува збор за една благородна работа која што ја вршат токму овие, дали се 229-250 лица кои што вршат згрижување на деца, кое што е всушност и основна цел и на нашата држава, односно ние се декларираме како социјална држава. Овие граѓани во име на државата вршат благородна дејност која што им помагаат на лицата кои што останале без родителска грижа. Бев вработен во Центарот за социјални работи во Струмица, имам повеќе кратно искуство со нив, со проблемите со кои што се соочуваат и затоа сакав да напоменам дека средствата за кои што овде поднесовме амандман за државата не станува збор за некоја голема сума која што не можат да се одвојат, а имено за многу други непродуктивни цели истите ќе бидат потрошени. Всушност, едно згрижувачко семејство, бенефитот кој што државата и самите корисници на ова го чувствувате пред се психофизичкиот развој кој што самите дечиња го чувствуваат во однос на згрижувањето во еден топол дом како што се згрижувачите. Од друга страна, овие згрижувачи, користејќи ги сопствените ресурси кои што располагаат дома, од стамбени до финансиски, им стојат на располагање на овие дечиња, секако со помош на државата, која што никогаш нема да биде доволна ако гледаме да ја наддаваме, односно да ја зголемуваме сумата. Но мислам дека овие средства во овој период на здравствена криза ќе бидат и текако добронамерно искористени и дадени во добротворни цели. Но очигледно не сте расположени ова да го поминеме, да им помогнеме на овие семејства кои што од една страна помагаат на овие дечиња, од друга страна помагаат на државата, бидејќи државата е ослободена и има тенденција на деинституционализација, ова и вие секаде го прокламиравте, и помагат и на државата и на самите дечиња кои што се згрижени. За сумата која што ја предлагаме е многу миниатурна во однос на буџетот и ставките кои што ги предлагате во самиот буџет. Па еве до заменик министерот, пошто секаде и кога го образложивте ребалансот на овој буџет, имате кратења, посебно во капиталните инвестиции кои што одат преку Министерството за транспорт и врски, и тоа од фантастични 3.355.144 денари на 1.677.269.000. Ова е огромна сума со што самите како влада признавате дека не сте во можност и не сте во состојба да ги реализирате, но од овие огромни средства кои што ги кратите покрај сите задолжувања кои што ги направивте од почетокот на годината до денес, и овие средства ви биле предвидени со донесување на буџетот во минатата година за оваа година, вие не наоѓате за сходно да одделите средства кои што ќе бидат, повторно потенцирам, инвестирани и дадени во добротворни цели, не како донација, туку како нешто што ги следува на самите згрижувачи. Вашето признавање дека ги кратите капиталните инвестиции е неспособноста во секој сегмент на вашето владење, а овие средства бараме да ги намените, да ги алоцирате соодветно во ставките каде што сметате дека треба да се подобри, меѓутоа бидете доблесни. Бидете доблесни во однос на одредени амандмани за кои што ги предлагаме како опозиција. Прифатете ги, бидејќи никој од конкретно од оваа распределба на средствата нити бара, ниту ќе бара политички поени. Ова е нешто за добробит на граѓаните за кое што сите заедно треба да застанеме овде како пратеници. Само да ве потсетам за една ставка, конкретно за која што подолго време размислував и разгледував, и каде што може многу да се вклопиме и од каде што можеме да повлечеме.
видите, сте предвиделе за извршни исправи. Предвидени 5,1 милион евра на име на извршители по извршни исправи, кое што сега при крај на годината, за неполни 2 месеци, 3 до крајот на годината, да предвидите фантастични 9,9 милиони евра. Каде, од каде ви се овие извршни исправи кои што во овој период ви стана правосилни извршни за извршување, да дупла се зголемуваат трошоците за извршување во ставките на буџетот на Република Македонија. Со ова само потврдувате дека вршите грабеж во државата, односно ова е најдобро кажено перење на пари. Зошто? Бидејќи овие средства не можат драстично да се зголемат за 100% од предвидените кои ви биле во основниот буџет до ребалансот кој што е предвиден на дневен ред. Ова се долгови, ако не е така, барам заменик министерот да ме демантира, кои што државата не ги сервисирала спрема своите доверители или по обтужени барања, по обтужени предмети во кои што државата е задолжена да исплати одредена штета, а за кои што знаеме дека ненавремено се дават на извршување, се со цел криминалните дејанија помеѓу извршителите, односно носителите на извршната власт, со доверителите и високите казнени камати кои што се трупат, да може во последен рок да бидат поднесени, истите да не бидат застарени за извршување, а со тоа државата да биде оштетена. Уште еднаш потенцирам, барам да ми одговорите како овие средства за неполни неколку месеци се дуплираат и по основ на што се дуплираат и кои се овие извршни исправи кои што овие предвидени средства од 5,1 милион евра се дуплираат на 9,9 милиони евра. Со овие средства знаете колку згрижувачки семејства можевте дополнително да ги стимулирате со одреден вид на субвенции како што беше предложено и во амандманот. Многу. А со тоа ќе добијат сатисфакција и самите згрижувачки семејства, а со тоа ќе се охрабрат и други граѓани да вршат таква благородна дејност. Ако зборуваме во однос на ребалансот од каде се може да се повлечат овие средства, а сепак да не се наштети на тековното работење и на државата и на функцијата на министерствата, има многу ставки од кои што може да се повлече. Уште една ставка која што ми привлече внимание, сакам ако може заменик министерот да ми објасни како тоа ставката, знаеме под општи клаузули кај нас секогаш се употребуваат, ставката разни трансфери за 177 милиони евра се зголемува од почетната предвидена сума. Почетната предвидена сума 427 милион се зголемува на 589. Што се спаѓа во оваа ставка и секако, штом стојат под ставката разни трансфери, спектарот на услуги, спектарот на побарувања и давања овде е сигурно многу широк. Меѓутоа, ви потенцирам, ако можете да ги објасните каде, бидејќи станува збор за значителна сума на средства. Внимавајте од 420 на 589. Да не ја отвараме темата за здравствените состојби во Република Македонија, бидејќи имаме амандмани, се надевам дека ќе дојдеме на ред да ги образложиме истите со оглед на динамиката на која што ќе работиме, да се надеваме дека ќе стасаме да можеме да ги предложиме и овие амандмани, се со цел да се подобрат условите и таму да можат нашите граѓани да го почувствуваат бенефитот од основната обврска на државата, да им ги пружи сите права кои што им следуваат по закон и по устав, кои што знаеме дека многукратно им се прекршени и истите не можат да ги остварат своите права. Барам од парламентарното мнозинство, иако министерот се произнесе дека не е прифатливо, да се надминат самите себе и да можеме да им помогнеме на оваа категорија на граѓани кои што секако
во дадениот момент поради состојбата во која што се наоѓаат, морат во состојбата во која што се наоѓаат се најранливи и најпогодливи. Ви благодарам.